Добар ден, ново издание на емисијата е наплане на Охрид Нјуз. Денеска ќе разговараме за тоа каква вода пијат охриѓани, колкав е долгот на јавното предпријатие Водовод. Наш денешен гостин е директорот на ЈП Водовод, Марија Ристевски. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден и ви благодарам на поканата. Да. Еве кажав и во самата најава, со тоа ќе започнеме каква вода пијат охриѓани кои што живеат на најстарото езеро во Европа, Охридското езеро. Да, охриѓани пијат бактериолошки исправна вода. Преку Центарот за јавно здравје континуирано се врши анализа на водата која што ја консумираат граѓаните. Резултатите се секогаш позитивни. Ако евентуално некаде има, се алармира, се прекинува, се хлорира, така да од тој аспект пиеме здрава и чиста вода. Со оглед на тоа дека повторно имаме суша на некои одредени локации, ќе ги спомнеме Белјанини извори, имаме ли вода? Па во овој период, да речам, крај на летниот период, почеток на рана есен, природно е да извориштата се намалуваат, издаштоста на изворите е помала. Не е прв пат Белјанин извори во овој период да остани без вода. Меѓутоа, како и да зимскиот период, пообилни дождови, така да и нивото или издаштоста на изворите се зголемуваат. Моментално го надополнуваме тоа со пумпање на вода од Охридското езеро, така да охриѓани добиваат вода. Значи немаме никаква алармантна ситуација? Не. Во делот на снабдувањето со вода, не. Да. Имаме исправна, чиста и квалитетна вода за пие. Да, жителите ни пишуваат исто така некои забелешки. Жителите на населбата Далјан велат дека многу често има дефект на цевките. Што се случува таму и многу често остануваат без вода за пиење? Па добро, проблемот со дефектите е долгорочен проблем. Имено се работи за водоводна мрежа некаде околу 212 километри, преку која што се врши водоснабдување на градот. Предежно е стара некаде 30-40 години таа мрежа. Материјалите некаде околу 50-тите години, азбестните цевки се и знаете, веќе си го завршиле рокот на нивното траење и се појавува за жал доста дефекти. Меѓутоа, наша обврска е да санираме и да излеземе пред на граѓаните да добиваат вода. Да, се работи ли на некаков план за реконструкција на водоводната мрежа? Тоа е долгорочен процес кој што треба во иднина да се размислува. Како што кажав, некаде преку 200 километри е водоводната мрежа. Меѓутоа, ево годините наназад не е многу инвестирано во промена на нови цевководи. Претежно се работи на зголемување на таа мрежа или за приклучување на нови корисни, изградба на урбанизацијата, изградба на нови објекти. Така да овој дел е, да речам, недоволен за да излеземе во пресет и да немаме вакви чести дефекти, како што кажав, се работи за 40, 50, 60 години стари цевки кои што треба да се променат, се со цел да и се намалят дефектите, меѓутоа и да се намали нашата загуба на вода, затоа што тие дефекти кај нас предизвикуваат загуба на вода, која што не можеме ниту да евидентираме, ниту да ја наплаќаме. Пораснаа ли сметките во однос на плаќањето од страна на граѓаните, сметките за вода? И за колку проценти се пораснати? Јавното предпријатие работи по тарифа која утврдува регулаторната комисија. Се изготвува бизнис план и имаме цена за до 23 година. И покрај енормното зголемување на трошоците во делот на најповеќе на електричната енергија, сепак до овој момент цената на водата не ја има покачено јавното предпријатие и тоа ќе биде можда една од последните мерки која што би ја презело јавното предпријатие, бидејќи тоа ќе биде во ваква лоша економска ситуација за граѓаните да дополнително придонесиме да го оптовариме нивниот семеен буџет. Меѓутоа, пак, како што напоменав, ќе биде една од последните мерки на која ќе треба да се одлучи јавното предпријатие преку Советот и преку регулаторната комисија. Да, а за колку пати пораснаа сметките за струја кои што ви стигаат во вашето предпријатие? Состојбата со електричната енергија веќе станува алармантна и претходно доставивме до Советот на општина Охрид една информација во која сакавме и општината и советниците како оснивачи на јавното предпријатие
да ги запознаеме со она што се случува со електричната енергија. Знаете, некаде од месец август претходната година се појави таа енергетска криза, цените постојано растат, ние како орган кој што сме на слободниот пазар, тргувате на берза, Хупекс, која што ги диктира цените на електричната енергија. Во почетокот некаде во август, септември претходната година цените се движиле пута 2, пута 3, веќе последните месеци јуни, јули, август, септември веќе станува состојбата за алармантна, затоа што сметките за струја веќе ги надминуваат нашите вкупни приходи, односно ние имаме добиена сметка за месец август во висина од 21 милион денари, сума која што јавното предпријатие во 2020 година ја платило за цела година, односно за 12 месеци. Сметката за јули беше во износ од 15 милиони, септемвриската е во 12 милиони, така да во 3 месеци веќе имате наталожено долг или побарување за по основ на електрична енергија некаде приближно околу 50 милиони денари само за 3 месеци и јавното предпријатие не е во состојба овие суми на средства да ги исплаќа, затоа што вкупните приходи на месечно ниво претежно во овој летен период се движат некаде од 13-14 милиони денари. Значи далеку се од она што значи само издаток по основ на потрошена електрична енергија. Тука треба да напоменеме дека имаме и плати за вработените, така. Имаме и останати трошоци, така да тоа е веќе невозможно и од тие поводи доставив една информација до Советот, се донесоа таму 2 заклучоци. Едниот заклучок беше, и морам да кажам, и за пофалба е дека и, да речам, и опозицијата и власта, односно сите едногласно советници ги прифатија двата заклучоци. Едното беше да се побара до владата на Република Македонија да се префрли јавното предпријатие Водовод од регулиран на слободен пазар. И втората беше да се изготви, вториот заклучок е да се изготви студија за материјалната и финансиската состојба на јавното предпријатие со кој ќе се утврдат насоките како понатака треба да се излезе од ваквата ситуација со сметките на електрична енергија. Да, значи овие нови сметки се таложат на стариот долг кој што изнесува 80 милиони денари, така? Како тоа ќе се плаќа во иднина? Покрај ова, како што напоменавте вие, да, долго спрема компанијата која што до сега, до 1. Да, работеше со вас. Да, до 1 ноември, до 1 октомври се извинувам, работеше со нас некаде околу 80 милиони денари. И покрај тој долг морам да напоменам дека од 1 февруари сум назначен за ВД директор на јавното предпријатие и го презедов јавното предпријатие со една вака, да речем, прилично висока сума на долгови во износ некаде од 5,1-5,2 милиони евра долг наследен на јавното предпријатие. Ова со струјата е нешто дополнително и кое што јавното предпријатие, како што кажав, не може да го издржи како сума на средства кои што треба да ги одвојува за електрична енергија. А што ќе се случува сега? Како ќе го отплатите тој долг? Побарувањата остануваат. Не се сложувам со констатацијата, често вака нисколарите се зборува дека не е страшно, не може да ги исклучат пумпите, водоснабдувањето е обезбедено. Да, во ред се сложувам дека заради законските прописи во нашата држава, можеби не може да ги исклучат пумпните станици, меѓутоа овој долг кој што се натоложува, некој треба во иднина да го плаќа. Да. Така да не би сакал да за наредните генерации, затоа што тоа јавно предпријатие не треба да заврши, треба да обстојува, така да сум во принцип да се бара начини за санирање. Нас не треба решение вчера, не утре. Значи таму е алармантна ситуацијата и се бара начин. Имаме некои вака насоки, слушате и вие по медиумите и граѓаните дека се бара начин за јавните предпријатија, за образовните институции, за болниците да се... Да, нема ништо конкретно. Нешто меѓутоа, да, све е на најава. Да, значи, велите дека не постои опасност да се исклучат од струја пумпните станици? Видете, тоа би било може да се исклучат, меѓутоа можеме да ги искористиме законските прописи, затоа што водата е основно животна потреба на граѓаните и да преку
времена мерка преку судот да бараме да се врати напојувањето на електричната енергија. Меѓутоа, пак ќе речам, проблемот е долговите кои што утре треба генерации да го враќаат, наместо да вложуваме во инвестиции, да подобруваме водоводна мрежа, да заменуваме водоводна мрежа, да намалуваме загуби на вода, да вложуваме во механизација, во кадар. За жал ќе треба да ги плаќаме за струја во конкретниот случај. Да, а се даваат ли редовни плати на вработените? Успевате ли да ги исплатите? Имајќи во предвид дека јавното предпријатие години надад функционира со рамка, односно со минимум средства кои што им се на располагање во делот на обезбедување на плати на вработените и минимални трошоци кои што треба да се покриваат за тековното работење. До сега ги сервисираме платите навремено, ги даваме. Како ќе биде во иднина со ова, ќе покаже времето. Колку вработени се вкупно? Па во моментов се 236, морам да напоменам или да кажам тука дека претходно таа бројка континуирано се намалува. Имавме 254, 256, некаде за 20 вработени веќе или некаде скоро 10% е намален број на вработени во јавното предпријатие и ситуацијата го налага тоа. Да, има потреба од дополнителни намалувања или оваа бројка е окей? Видете, таа е жива материја, успеваме онаму каде што може со прераспределување да ги покриеме одредени работни места, меѓутоа треба да имаме во предвид дека во државата функционираат и некои законски прописи кои мора да ги испочитуваме. Не можете вие од еден давател на услуга да го префрлите во административен или во помошно технички без соодветно запазување на процедурата. Така да онаму каде што ќе можеме по хоризонтала да вршиме прераспределување, првично би го искористиле тоа како можност, меѓутоа онаму каде што ќе не можеме, има луѓе кои што се пензионираат по разни причини, му завршилите работниот однос, ќе мора да и некаде да побараме. За жал, она што е приоритетна дејност на јавното предпријатие, работните места, водоинсталатери е ретко во градот да најдете луѓе кои што ќе сакаат да ја работат работата. Ние сме сведени некаде на 7-8 луѓе кои што се останат и го одржуваат тој водоснабдителен систем кој што го има Охрид целосно, да, меѓутоа се како бројка се мало и ќе треба тука да бараме, меѓутоа како викаме, поиќе сакаат административна работа, а другата. Да. Имате ли вработени кои што се на платен список, а не се појавуваат на работно место? Во многу општини има ваква појава. Дали тоа се случува во Охрид? Па добро, во јавното предпријатие кај нас тие што си имаат договори за работа, си да на работа. Имаат луѓе кои што работата таму е теренски, па ќе дојдат на работа, излегуваат на терен, така да немаме во тој дел проблем. Да, ќе се вратиме повторно кај струјата. Дали очекувате сега со таа промена да биде подобра зимава? Ако државата одлучи да не префрли на регулираниот пазар, тогаш ќе имаме неколку пати намалена цена на електричната енергија, меѓутоа и таа цена ќе биде за јавното предпријатие прилично голема, не ваква како во што е сега, меѓутоа и таа ќе е еден трошок вака дополнителен во споредба со она што било во претходните години. Значи, цената до август 21 година некаде се движела по околу 5,5 денари по киловат час. Ние во јули, во август стигнавме до цена до 37-40 денари. Регулираниот пазар би значило некаде во овој момент околу 12-13 денари, односно би значило некаде дополнително за 100% повисоки сметки од она што било пред енергетската криза. Меѓутоа, и да напоменеме дека и со таа сметка за струја, јавното предпријатие продуцирало загуби. Меѓутоа, можам да кажам дека ако јавното предпријатие се доведе во таква ситуација да остане на нивото пред енергетската криза, можам да кажам дека за еден со максимално залагање, еден домајкински пристап, одговорно работење, сето тоа може да се искомпензира. Да, штедите ли вие интерно во предпријатието? Штедите ли на електрична енергија? Да, дали ќе имате рестрикции собствени, можеби?
Во делот на водоснабдувањето не можеме да воведеме рестрикции, затоа што Така. ипак се работи за вода која што треба граѓаните да ја добиваат. За жал, Охрид е така конципиран да многу малку добива по гравитација, повеќе добиваме вода преку препумпување на од еден во друг резервар, така да тука ни се најголемите трошоци за електрична енергија. И покрај, да речам, ваквата состојба, ние во овие 7-8 месеци од кога сум тука успеавме да дел намалиме од потрошувачката на енергија за водоснабдителниот систем. Меѓутоа во административната зграда, оние кои што се препораки, кои што ги даде и владата, ги почитуваме, температурата да е намалена, гасењето на светло, работата со компјутерите, така да. Има можност да се скрати работното време, има таква најава кај вас во зимскиот период? Имаше и владата некоја најава да се намали работното време. Ќе видиме и општината како наш оснивач, каков став ќе заземи. Мислам дека е оправдано, барем не мора да се почнува од 7, можеби од 8 сатот или некој период да додека е поладно и да се заштеди во делот на потрошувачката на енергија. Меѓутоа оставаме да видиме како повисоките институции на нас ќе го решат тоа. Да. Предпоставам дека ќе има некакво намалување можеби на работното време во интерес на сите, не само за јавното предпријатие водовод, предпоставам и за останатите јавни установи во држава. Да, има ли намалување на платите на вработените? Имаше некоја информација во јавноста дека на 70% од плата се периодов, дали е тоа точно? Намалување на платите нема, напротив, јавното предпријатие како останатите јавни установи ја почитува одлуката на владата за зголемување на минималната плата од 18.000 денари, веќе од месец март кога истапи на сила таа одлука, ја спроведуваме, така да во тој дел нема намалување на платите, меѓутоа во делот на ова што го кажавте вие 70%, постои во колективниот договор како можност заради намалување на трошоците, заради преструктурирање и слични работи организацијски, да може да одредени луѓе се пратат на 70%. Во моментов имат побарување од неколку вработени кои што по нивна желба бараја, по препорака и по налог на раководителите на сектори, дека работниот процес може да се одвива непречено и без тие, сни ги ослободиле таквите луѓе. Меѓутоа, како превентива и како програма сме ја донесле, затоа што неизвестноста на јавното предпријатие е стварно на едно високо ниво. Ние не знаеме дали утре делот административна зграда, наплатни центри може да останат без електрична енергија, па ќе треба некако без струја, знаете дека не ќе може да се работи. Значи, и да сумираме на крај дека не очекува тешка зима. Не очекува можда една од најтешките зими во овој момент за јавното предпријатие, најголема, затоа што ова што се случува со електричната енергија е нешто кое што 20-30 години назад не деси. Добре, ви благодарам многу на гостувањето, да се надеваме на поубави времења и дека ќе почне тој долг да се чисти еднаш за секогаш. Ви благодарам за поканата, остануваме отворени секогаш. Се гледаме повторно. Да, ви благодарам и на вас, почитувани гледачи, што и денеска не следевте. До следниот понеделник, пријатно.